Благодарам. Најпрво би сакал да го почнам говорот, се надевав дека ќе биде председателот на владата тука. Тој го заврши вчера со еден цитат на Петре Мо Андреевски и јас би сакал да го продолжам тоа. Имено авторот има едно маестрално дело Небеска Тимјановна, каде што вели дека ако секоја куќа има свој нужник што си, секој народ има свој предавник. Како што и моите колеги претходно не беа коректни, јас апсолутно сметам дека сите акти кои што ги превземате не сте заслужиле коректност, заради тоа што имам чувство дека разговараме со пластелин, односно со аморфна маса која што се обликува согласно одредени насоки од штабот и од партијата. И единствено сум размислувал дали може нешто да ги убеди овие луѓе да не ги рушат националниве обележја, и тогаш сватив дека единственото национално обележје кое што вие го почитувате е денарот, заради тоа што се околу вас и вашата идеологија се врти околу пари. Предлогот и мојот став е следен. Е ултимативен, срам, пораз и капитулација. Вие можете да го филувате колку сакате, но фактите го говорат тоа. Со овој предлог ќе заглавиме во уцените на велико бугарскиот шовинизам, како што го нарекол генералот Апостолски во 82-та година во интервјуто со Марко Лопушина и 86-та година во интервју за Радио Скопје. Не го нарекувам јас и ипак го мислам тоа и го споделам тој став целосно, но тоа го кажал и генералот кој што бил произлезен од онаа борба за ослободување на Македонија во времето кога сме биле под бугарска фашистичка окупација. Оваа преговарачка рамка не го лажете народот обезбедува европска иднина, туку обезбедува бугаризација и асимилација. А зошто е тоа така? Затоа што членот 11 од записникот, можете сите да го видите, нема преговори додека не се отвори уставот, за кој што од сега имате уцени покрај внесување на бугарите, да се разместат и одредени други формулации нормативниот дел од уставот. И нема да почнат преговори, нема Македонија да почне преговори, туку Албанија ќе почне преговори и треба да бидете честни да им кажете на граѓаните. Понатаму членот 14, каде што вели дека во тој дел од протоколот мора да има измени и да добиеме дозвола, замислете, за историците и образовните норми, а тоа значи дека секогаш ќе бидеме заглавени додека не им удоволиме на овие од бугарската страна. Тоа вие сега го ставате пред нас и тоа не терате ние да го прифатиме. Понатаму со оваа рамка како што е представена и предложена не се штитат интересите, туку за да станеме член на ЕУ услов е да се бугаризираме. Тоа е главниот услов во оваа преговарачка рамка. Ова е целосно право на Бугарија да ги диктира учениците и учебниците и историјата, и ние ќе треба преку ноќ заради бугарски диктат да ги учиме нашите ученици во основното дека треба да прифатат дека Сандански, Делчев, Ѓорче Петров биле бугари. Како ќе успееме да излеземе пред луѓето со образ кога сме имале можност да бидеме народни пратеници и да ги убедуваме дека биле убиени од бугарската администрација или можеби работеле за нешто што било во бугарските интереси, неликови како Цветан Димов, Стив Наумов, Мите Богоевски, Кузман Јосифовски Питу, Мирче Ацев, Страшо Пинџур, Невена Ѓоргиева Дуња, 17 години, починала, била убиена на 17 години, Вера Јоцич, за која што Ацо Шопов ја напишал маестралната очи, во која што вели 3 дена на рацете носевме збрана, со тага и болка на погледот срцен и секоја капка на твојата рана, ко крвава жар ни капеше в срце. Како ќе успееме да им објасниме за Вера Циривири Трена или за 12 младинци во Ваташа, во кое што Славко Јаневски напишал "Втиквеш ко негде, в некое село, кај в слана тивко венеше цвете, убија дете". Понатаму, ќе го кажам мојот став, заради тоа што имам став и не го менувам за ништо, ниту па не ми значи кој ќе дојде и од кој ќе ми биде соштен. Заради тоа што јас сметам дека во Европа треба да бидеме примени како достоинствен народ, со дигнитет и со традиција. Не ми треба Европа ако бидам асимилиран, ако ми биде нарушено достоинството и ако влезам таму како асимилиран бугарин без ние темел на моето општо постоење како дел или припадник на одреден народ или одредена заедница. Не ми треба такво и јас не прифаќам да бидеме асимилирани и да доаѓаат тука било какви бюрократи да не убедуваат дека само што треба да го срушиме темелот на нашето постоење, на нашата
национална гордост дека припаѓаме некаде, дека сме нешто, дека сме дел од една држава, дека некој пред нас може да жртва и живот, денеска сме ние, а највеќе и за тие кои што ќе доаѓаат после нас. Ако навистина се боревте за националните интереси, тогаш ќе прифатевте преговарачки предлог кој што ќе ги содржаше следните 5 услови: чиста формулација за македонскиот јазик во преговарачката рамка и јасна заштита на македонскиот идентитет. Историските прашања да не бидат критериуми во преговарачката рамка. Преговорите помеѓу Македонија и Европската унија мора да почнат пред отпочнувањето на постапка за уставните измени и за вклучување на бугарите, хрватите и црногорците во преамбулата на Уставот Маричиќ, во преамбулата. Цврсти гаранции од Бугарија и од Европската унија дека Бугарија нема да условува со нови барања, надвор од она што ќе биде договорено во преговарачката рамка и билатерален протокол кој што уште не е усогласен со Бугарија. И пета, секое решение ќе треба да биде консултирано со институциите на Република Македонија. Во овој момент ве гледам дека се чувствувате многу силни и мислите дека ова ќе трае вечно и се однесувате исто како што се однесувале оние од 45-та до 90-та година. Не за џабе постои институција во држава која што се жртвите од комунизмот. Под еднакво сте исти, нема никаква разлика. И ќе ве потсетам само на две имиња. На Ченто и на Брашнаров. И Ченто и Брашнаров учествувале во Асном, и Ченто и Брашнаров, почитуван Маричиќ, биле дел од она што се вика зачетоци на македонската држава. И знаете ли како завршиле? Биле осудени од своите на смрт. И двајцата умреле сиромашни на пазарите за народ да ги гледа, никој да не сме да им се приближи и да им помогне, затоа што веднаш ќе бил суден. Ама еве 60 на 70 на години подоцна, знаете ли што е работата и како стојат во моментот фактите? Брашнаров и Ченто се на плоштадот во Скопје. ВМРО ги постави. Ама тие што ги судеа, тие се на гнасните страници на македонската историја, Маричиќ. И ова е дежаву, и ова се повторува, и така ќе се заврши и сега. И тоа е должност да кажам. На крајот, јас сакам да го произнесам и јасно да го кажам мојот став. Јас сум Бојан Стојановски, доаѓам од Ѓорче Петров, од општината Ѓорче Петров, каде што несомнено ќе нагласам дека живее најпатриотската сорта било каде во Република Македонија. Јас сум избран и сум делегиран да бидам тука од моите граѓани за да не прифаќам вакви диктати, вакви ултиматуми и вакви уцени. И затоа ќе кажам дека никогаш, ама никогаш, ни по цена на било какви притисоци, закани или монтирани процеси, јас нема да гласам за ваков предлог, јас нема да гласам за измена на Уставот и ќе излезам гордо пред моите сограѓани од Ѓорче Петров кои што ме гласале, затоа што ова сум го ветил и затоа што ова му го должам на моето семејство и ова им го должам и на сите луѓе кои што ме поддржуваат. А за сите останати работи кои што вие ќе ги направите, сметам дека треба да се повтори она кое што како перформанс стана, би кажал, олицетворение или белег на оваа дебата. А тоа е вашите предлози заслужуваат само да го слушнат овој звук и ништо повеќе. Ова што го слушате сега и ова што го гледате во моментов ќе биде вашиот епилог на наредните избори и соочување со македонскиот народ.